Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, ги повика своите колеги во Сенатот да побараат сведочење од четворица сегашни и поранешни помошници на Белата куќа на судењето што се очекува во почетокот на следната година за отповикување на председателот Доналд Трамп од должност. If Leader McConnell doesn't hold a full and fair trial, the American people will rightly ask, what are you, Leader McConnell, and what is President Trump hiding? Ден претходно, Шумер упати писмена жалба до лидерот на мнозинството во Сенатот, републиканецот Мич Маконел, кој изјави дека тој се координира со Белата куќа. Тој исто така изнесе можноста за кратко судење за импичмент, во кое нема да бидат повикани сведоци. Шумер побара сведочење од вршителот на должноста шеф на кабинетот на Белата куќа, Мик Малвени, поранешниот советник за национална безбедност Џон Болтон, помошникот на Малвени Роберт Блер и одговорниот за буџет Майкл Дафи. The four witnesses we propose have direct knowledge of why the aid to Ukraine was delayed. We don't know what kind of evidence they will present. They might present exculpatory evidence that helps President Trump. It may be incriminating against the president, but they should be heard. Демократите во представничкиот дом, каде што имаат мнозинство, исто така побараат сведоштво од 4 лица во нивната истрага за тоа дали да го отповикаат Трамп околу неговиот обид да изврши притисок врз Украина да покрене постапка против неговиот председателски ривал, демократот Џо Бајден. Се очекува Трамп во текот на оваа недела да стане третиот американски председател што ќе се соочи со импичмент, кога представничкиот дом ќе гласа за обвиненијата дека тој ја злоупотребил својата моќ барајќи од Украина да го испита Бајден, водечки кандидат што му се спротивставува на изборите за председател на Соединетите држави во следната година и отие ја обструирал истрагата на Конгресот за овој случај. Потоа треба да следи и гласање во Сенатот, во кој доминираат републиканците, но малку е веројатно дека сенаторите ќе гласаат да го отповикаат председателот.